Државните институции набавиле возила за 8,5 милиони евра. Германија апсорбира 38% од македонскиот извоз. Класични автомобили со растечка вредност во 2025. Киријата во европските земји. Најсреќните плажи во светот, Европа доминира на листата. Зошто холандјаните немаат завеси на прозорците? Во периодот од 2023 до 2024 година, државните институции во Македонија набавиле 269 нови патнички возила, за кои потрошиле вкупно 8.543.658 евра. Овие податоци произлегуваат од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, кој ги анализира јавните набавки на возила во овој период. Просечната вредност на набавените возила изнесува 31.760 евра. Најскапото возило, во вредност од 55.000 евра, го набавила општина Шут Оризари. Исто така, владата на Македонија зела на лизинг 45 возила, секое по 50.000 евра, наменети за сегашните функционери, како и за поранешните премиери и председатели. Според истражувањето, најмногу возила, вкупно 82, набавиле електрани на Северна Македонија. Забележано е дека на 70% од тендерите за набавка на возила имало само по една понуда, што укажува на ниска конкуренција во процесот на јавни набавки. Компаниите Porsche Leasing и Automotive Group имаат најголема вкупна вредност на склучени договори, секоја по околу 2,8 милиони евра во последните 2 години. Омилен бренд на функционерите е Шкода, од каде е набавено секое трето возило. Исто така, општина Прилеп склучила договор за набавка на возило од 63.000 евра, но договорот бил раскинат во февруари 2025 година, иако раскинувањето не е објавено на електронскиот систем за јавни набавки. Според податоците од Државниот завод за статистика, во јануари 2025 година, извозот на Македонија достигна 579 милиони евра, што представува зголемување од 28 милиони евра во споредба со истиот месец претходната година. Германија останува најголем трговски партнер на земјата, апсорбирајќи 38% од вкупниот македонски извоз во јануари, со вредност од 220,5 милиони евра. Велика Британија, благодарение на увозот на суровини за производството на катализатори од компанијата Johnson Matthey, е еден од најголемите увозници на македонски производи. Трговскиот дефицит со Кина останува значителен, со увоз од 87,2 милиони евра и извоз од само 1,1 милиони евра во јануари, што представува намалување на извозот за 63% во споредба со истиот месец претходната година. Компанијата за осигурување и проценка на автомобили Хеџерти ја објави својата годишна листа на класични возила чија вредност значително ќе се зголеми во 2025 година. Италијанските спортски автомобили се меѓу најпрофитабилните, особено Алфа Ромео 147 GTA, кој со својот 3,2 литарски V6 мотор нуди одлични перформанси и привлечен дизајн. Ферари F355 е уште еден модел со растечка вредност, благодарение на својот карактеристичен V8 мотор и ретро шарм, додека Maserati Ghibli од 90-тите привлекува внимание со агресивен стил и моќен твин турбо мотор. Покрај луксузните спортски автомобили, и некои прифатливи модели стануваат се повредни. Peugeot 106, популарен во своите спортски верзии, станува реткост на пазарот, додека Toyota RAV4 од првата генерација добива статус на колекционерски автомобил, особено во верзијата со 3 врати. Кај теренците, Range Rover P38, некогаш омилен меѓу аристократијата, сега станува се повреден меѓу љубителите на класични автомобили. Во групата на спортски класици се издвојуваат Porsche 912, како поевтина алтернатива на легендарниот 911 и Subaru Impreza P1, лимитирана едиција која е барана меѓу љубителите на рели автомобили. Експертите од Хеџерти советуваат сопствениците на овие возила да ги задржат, бидејќи нивната вредност се очекува да продолжи да расте во наредните години. Киријата за изнајмување станови во европските земји значително варира во зависност од локацијата, големината на имотот и побарувачката. Во главните градови и економски центри, цените се обично повисоки. Например, во Даблин, Ирска, киријата може да достигне и до 2700 евра месечно за станови со 2 спални. Оваа висока цена е резултат на ограничената понуда на квалитетни станови и високата побарувачка. Во споредба, во други европски градови, како што се Лисабон, Португалија и Барселона, Шпанија, киријата за слични станови обично се движи помеѓу 1000 и 1500 евра месечно. Во источноевропските земји, како што се Букурешт, Романија и Софија, Бугарија, цените се пониски, со кирија од околу 500 до 800 евра месечно за слични имоти.
Високите цени на киријата во одредени европски градови се предизвикани од фактори како што се економскиот раст, миграцијата на населението, инвестициите во недвижен имот и ограничената нова градба. За потенцијалните изнајмувачи, важно е да се истражуваат различни локации и да се земат предвид сите трошоци поврзани со изнајмувањето, вклучувајќи ги и депозитите, комуналните услуги и другите надоместоци. Луѓето од туристичката агенција CV Villas користеле софтвер за препознавање лица на AVC за да анализираат илјадници слики на Инстаграм од повеќе од 100 плажи, а резултатите покажуваат кои од нив предизвикуваат најмногу насмевки. Вистина е дека најсреќните плажи во светот се оние каде што посетителите најмногу уживаат, а европските брегови доминираат на оваа листа. На самиот врв на листата се најде плажата Ситкес во Шпанија, која добила речиси совршен резултат на среќа од 98,42. Сместена недалеку од Барселона, оваа плажа нуди златен песок, многу сончеви часови и променада полна со барови, што ја прави идеална за секој посетител да се чувствува исполнето и безгрижно. Вистина е дека оваа плажа е една од најпопуларните туристички дестинации, која привлекува голем број патници секоја година. На второто место се наоѓа португалската плажа Praia da Falésia, која важи и за најдобра плажа во Европа според Time Out. Уредничката за патување на Time Out, Грейс Беард, изјави дека ова крајбрежје има уникатна атмосфера. Ако Марс имаше плажа, ќе изгледаше како Praia da Falésia на зајди сонце. Вистина е дека оваа плажа има не само природна убавина, туку и специфичен мир и тишина, што ја прави една од најсреќните. Порт де Солер, уште една шпанска плажа, се најде на третото место. Со својата природна убавина и се поголема популарност, оваа плажа привлекува туристи од целиот свет. Вистина е дека властите воведоа зона за паркирање само за локалното население поради зголемената посетеност, што ја прави популарна, но и поинаква од другите, кои се поосамени. Плажите од Грција, Франција, Италија, Велика Британија и Ирска исто така имаат високи позиции на листата. Вистина е дека европските плажи нудат не само неверојатна природна убавина, туку и културно наследство, што ги прави уште попривлечни. Плажите на Мексико, Перу, Шри-Ланка, Турција и Австралија се исто така препознатливи по својата убавина и позитивна атмосфера, која привлекува љубители на патувања од сите краеви на светот. Во Холандија честопати се забележува отсуство на завеси на прозорците, што предизвикува интерес кај посетителите. Оваа практика има длабоки историски и културни корени. Во 16-тиот век, за време на владењето на херцогот Алба, бил издаден декрет кој им забранувал на холанѓаните да користат завеси на прозорците. Оваа мерка била воведена за да се олесни надзорот на населението и да се спречи евентуално бунтување. Покрај тоа, калвинистичкиот менталитет, кој се проширил во регионот, нагласувал искреност и транспарентност. Според оваа перспектива, отворените прозорци без завеси символизирале честност и немале што да се кријат. Денес, оваа традиција продолжува, делумно поради историското наследство и културните вредности. Иако многу холанѓани веќе не се придржуваат строго кон овие практики, отсуството на завеси на прозорците останува препознатлив дел од холандската архитектура и култура. Државните институции набавиле возила за 8,5 милиони евра. Германија апсорбира 38% од македонскиот извоз. Класични автомобили со растечка вредност во 2025. Киријата во европските земји. Најсреќните плажи во светот, Европа доминира на листата. Зошто холанѓаните немаат завеси на прозорците?